Правила и одредби на православната црква за постот. Преподобен Гаврил Светогорец, епископ Велички. Прв дел. Вовед за постот. Постот е востановен од Бога со заповета дадена на првите луѓе во земниот рај, да не јадат од дрвото за познавање на доброто и злото, како што се вели во првата книга Мојсеева, 2 глава, стих 17. Преку неа Бог сакал уште на самиот почеток да ги научи луѓето на послушност и воздржување. Постот е оружје во духовната борба против поднебесните сили, тоест лукавиот и неговите црни ангели, како што се вели во Евангелието по Матеј, 17 глава, 21 стих и во посланието до Ефесјаните, 6 глава, 12 стих. Постот е неопходно средство за стремеж на човекот кон духовно совршенство, надежна сила за давање отпор во духовната немоќ и благодатна ризница за постигнување на крајната и врвната цел на христијанскиот живот, светост и спасение во Господа. Во Стариот Завет имаме многу примери за пост. Светиот пророк Мојсија Боговидец постел 40 дена и 40 ноќи, како што се вели во втората книга Мојсеева, 34 глава, 28 стих, за да се подготви да ги прими 10 Божи заповеди. Светиот пророк Илија со строг пост, духовна чистота и голема ревност за Господа се удостои да ја види Божјата слава, како што се вели во третата книга Царства, 16 глава, стихови 4 до 13. А пак, светиот Јован Крстител е познат како најголем и најстрог испосник. Воопшто, сите праведници постот го запазувале во помала или поголема мерка. Самиот Господ Исус Христос се подготвил за сеопшто служење и за искупителниот подвиг преку 40-дневен пост, како што се вели во Евангелието по Матеј, 4 глава, 2 стих. Во проповета на планината, он ги учел своите последователи каков треба да биде вистинскиот пост. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата мрачни, за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, оти тие ја добиле веќе својата награда. А ти кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно, како што се вели во Евангелието по Матеј, 6 глава, 16 до 18 стих. Оние кои поверувале во Христа започнале да постат уште во времето на апостолите. Првите христијани постеле строго, често и продолжително, за да се подготват подобро за богоугодни подвизи. Во првите векови христијаните постеле не во определено време, туку кога сакале и колку сакале. Во 4 век наоѓаме правила и одредби не само за постоечките, Великденскиот и Петровденскиот пост, туку и за Божитниот и Богородичниот пост. 4 поста биле прилагодени кон 4 годишни времиња. Суштината на христијанскиот пост не е умртвување на телото како што погрешно се мисли, туку умртвување на гревот во нас, зашто гревот предизвикува пропаѓање и смрт. Закрепнувајќи ја волјата, постот му дава можност на духот да владее со телото. Кога христијанинот пости, треба да се откаже од секакви светски веселби и задоволства, од посетување на места каде што е возможно да сгреши со помисла, збор или со поглед. Воопшто, треба да се стремиме колку е можно повеќе, поголем дел од мислите да му ги посветиме на Бога и на тајната умносрдечна молитва. Втор дел. Светата православна црква уште од апостолските времења по примерот на Господ Исус Христос го востановила постот, го определила времето на постот и која храна да ја јадат христијаните за време на постот. Пред се православната црква утврдила и пропишала за време на постот да не се јаде месо, маст, сирење,
масло, јајца, млеко, а понекогаш и риба, според важноста на постот. Во поглед на времето и бројот на постите, Светата Црква утврдила да се пости во среда, петок и во 4 годишни пости, Великденскиот, големиот или 40-ницата, Петровденскиот, Богородичниот и Божикниот пост. Овие пости се востановени уште од апостолските времења. Во 69-тото апостолско правило се пропишува следното. Цитат. Ако некој епископ, свештеник или ѓакон, или иподјакон, или чтец, или псалт, не пости во светата 40-ница пред Пасха, или во среда или петок, освен ако не е спречен од телесна немоќ, нека биде расчинет, а ако е мирјанин, крајњанско лице, да се отстрани од црквата. Крај на цитат. Гледаш ли како е тоа строго сватено и одредено? Но светите отци го толкуваат ова апостолско правило и, за да не мислиме погрешно, ни дале правилно објаснување, па велат вака. Од постот исклучи ги најнапред болните. Оти ако им се допушта риба и масло, го заслужиле тоа. Но никому дури на смртниот час не му се допушта да јаде месо во среда и во петок, освен на Великден и во другите денови кога тоа го дозволила црквата. Исклучија средата и петокот, кои паѓаат во седмицата пред месопусната, како и во сиропусната и воскресната седмица. Во тие седмици се разрешува оти седмицата пред месопусната недела ја постат ерменците поради ниневитјаните, а сиропусната седмица ја држат во строг пост еретиците, тоест тетрадите. Православните христијани не смеат да постат кога постат овие еретици и затоа постот во тие денови е разрешен. Воскресната седмица се смета како голем Господов ден и затоа секој ден во таа седмица се читаат воскресни евангелски четива. Исто така се исклучуваат од Великденскиот пост сабота и недела, оти во тие денови се разрешува според 66-тото апостолско правило кое гласи, цитат, ако некој служител на црквата се затекне да пости во Господовиот ден, недела, или во сабота, освен во едната единствена велика сабота, да биде расчинет, а ако е миренин, нека се отстрани од црквата. Крај на цитат. Зошто е ова правило? Еретиците гностици и маркионитите постеле во недела и тоа на таков начин што не јаделе ништо, или пак јаделе само сува храна и тоа еднаш навечер. Ова го забранува православната црква. Но пак не се допушта во постите да се јаде во недела и во сабота месо, туку се ублажува со риба и масло. А кога ќе слушнеш за разрешување во пост, да не мислиш дека е допуштено да се јаде месо во Великденскиот пост, оти тоа не може да му биде допуштено никому, макар и да се наоѓа и пред последното воздивнување. Не зборувајќи за среда и петок, православната црква го пропишала. Покрај Великденскиот пост, уште и Божитниот пост, апостолскиот Петровденски пост и Успенскиот Богородичен пост, потоа денот пред Богојавление, денот на отсекувањето на главата на светиот Јован Крстител и празникот воздвижение на честниот крст, Крстовден. Ете така го толкува и го завршува толкувањето за постот прочуениот канонист на 12. век Валсамон. Од светите отци ќе го спомнеме дополнувањето на Валсамоновото толкување од свети Тимотеј Александријски, кој во своето 8 и 10 правило зборува вака. Цитат. На жена која ќе роди пред Пасха, треба да й се допушти масло и вино. 8 правило. На прашањето, ако некој болен сосема падне во немоќ, а се приближи денот на воскресението, дали мора да пости, или свештеникот поради болеста, дали ќе му допушти да јаде масло и вино колку што може? Следува одговорот. Треба да му се допушти на болниот да употребува масло и вино колку што може да поднесе. Оти кој сосема изнемоштел, правилно е да употребува масло. 10 правило. Еве како и колку се разрешува во Великденскиот пост, кој настрого се постел
во првото време на христијанството. Во третото правило на Цариградскиот патријарх Никола за Богородичниот пост се вели вака. Порано во тоа време, кога ќе паднел постот во август, се постело, а тој е пренесен заради тоа да не падне заедно со незнабожечките пости кои биле во исто време. Уште во 10 век овој пост се постел. Било наредено тој пост да започнува од 1 август, а божикниот од 15 ноември. Наредбата на патријархот Лука за овие пости влезе во општа употреба. Од тоа се гледа дека Богородичниот и Божикниот пост се воведени од првите христијански времиња, па затоа се востановени преку сите времиња да се пости во Христовата црква. Во поглед на постењето во среда и петок, покрај она што е кажано во 66-тото апостолско правило, на ова место го изнесуваме и она што го кажал блажениот Петар Александриски во своето 15-то правило. Цитат: Никој да не обвинува што ги држиме среда и петок, денови во кои што ни е заповедано да постиме. Во среда, поради заговорот што го направил Јуда за предавството на Господа, а во петок, поради тоа што он за нас пострада. Неделата ја поминуваме како ден на радост, зашто во тој ден Христос воскреснал. Крај на цитат. Никој да не мисли дека може самоволно да се разрешува од пост по своја волја, како што има многу случаи кај свештениците и монасите, сами да се разрешуваат од постот, па и миријаните ги наговараат со зборовите: Јади кога јас сум разрешил, или пак миријаните сами без причина да се разрешуваат од пост. Затоа треба да се види 218-тото правило од Номоканонот, каде што свети Атанаси Велики говори: Тој што самоволно се разрешува од пост во среда и петок, го распнува Господа Исуса Христа исто како јудеите, оти во среда се состанаа да го убијат, а во петок го распнаа. Затоа ако некој се разреши од пост без причина, тоа не е разрешување, туку распнување на Господа. Разрешување е само она што црквата го разрешила и кое го советуваат светите отци. Чувајте се од самоволно разрешување на постот и не слушајте ги оние што ве учат да не постите. 217-тото правило од Номоканонот го изнесува ова правило на Цариградскиот патријарх Никифор. Цитат: Свештеник кој преку целата година не пости во среда и петок, не е достоен да се причести. Крај на цитат. Од ова произлегува дека кај таков свештеник не е достојно да се исповедаме, оти исповедта предходи на светата причест. Оти ако свештеникот или монахот се разрешил сам од пост под изговор на болест или слично, а всушност не е болен, тој се разрешува и од други обврски, па ако некој оди кај него да се исповеда и рече дека не постел, свештеникот ќе му рече дека тоа не е ништо, не е грев, а по ист начин ќе му рече и за блуд. Тоа е природа, па нема ни сесрно да се помоли на Бога за простување на гревот на покајникот, ниту ќе го посоветува како да не греши, ниту ќе му рече што се е грев и противно на Божиот закон. Иако е така, за да не отпадне некој од светата православна вера, да не се држите до ова погрешно правило, туку одете кај свештеник на исповед и причест, а ако тој не е исправен, ќе одговара сам. Да не бидеме ние судии на туѓ слуга. За оние кои јадат месо и сирење во великденскиот пост, во среда и петок, 132-то правило од Номоканонот заповеда. Цитат: 2 години да не се причестува, па макар кој и да бил. Крај на цитат. Оној кој не ги постел Петровденскиот, Богородичниот и Божикниот пост, 228-то правило од Номоканонот вели дека во црква не се примаат дури ни нивните деца, ако и тие не постат. Трети дел. Великденски пост. Светата Четиресетница е востановена во чест на страдањата и воскресението на Господа Исуса Христа. Според типикот на православната црква се пости вака. За цело време на постот, во сабота и недела е дозволена употреба на масло.
Риба се употребува само на благовештение и врбица, тоест цветници. Ако благовештение падне пред врбица, тоест цветници, тогаш на денот пред благовештение се разрешува на масло и вино. Петровденски и Божикен пост. Овие пости се востановени во чест на светите Господови апостоли и во чест на раѓањето на Господа Исуса Христа. Тие се постат вака. Во понеделник, среда и петок не се јаде масло и вино. Во четврток и вторник се дозволува масло и вино, а во сабота и недела масло и риба. Ако падне празник во понеделник, вторник и четврток, се дозволува масло и риба. Ако падне празник на помал светител во среда и петок, се дозволува масло и вино. Ако е голем празник во среда и петок, се допушта покрај масло и риба. Ако падне ден на црковна слава во среда и петок, се дозволува масло и риба. Богородичен пост. Овој пост е востановен во чест на Христовото преображение и успението на Пресвета Богородица и се пости на следниот начин. Во понеделник, вторник, среда, четврток и петок не се јаде масло. Масло се употребува само во сабота и недела. Риба се разрешува само на преображение. Разрешување од пост преку цела година. Ако Божек и Богојавление паднат во среда или петок, на монасите им се допушта сирење и јајца, а на мирјаните се и месо. Ако се случи мала Богородица, сретение Господово и голема Богородица да паднат во среда или петок, допуштено е да се јаде риба, масло и вино. На преображение и во ведение, тоест пречиста, во кој било ден да паднат, се допушта вино, масло и риба. Во кој било ден да падне благовештение до врбица, тоест цветници, се допушта риба и масло. Ако благовештение падне во страсната седмица до Велики четврток, се допушта само масло и вино, а ако падне на Велики петок, се допушта само вино. Петровден, Иванден и Свети Јован Богослов, ако паднат во среда или петок, се допушта вино, масло и риба. 12 дена по Рождество Христово, една недела пред месопусната седмица, светлата седмица, тоа е седмицата по Воскресението, на монасите им се допушта сирење и јајца, а на мирјаните и месо. Првата седмица по Духовден допуштено е исто така на монасите сирење и јајца, а на мирјаните и месо. Од Воскресение до Духовден, во среда и петок, допуштено е да се јаде масло и вино. Постот се ублажува уште и во следниве денови, ако паднат во среда или петок или во време на пост. Следуваат табели за секој месец. Појаснување. Под масло се подразбира масло од растително потекло, кај народот познато уште како зејтин, а во некои краишта и како олио, оливо и слично. Датумите од првата колона се однесуваат на стариот црковен православен календар, а датумите од втората колона се однесуваат на граѓанскиот календар. Тоа така го востановила православната црква во чест на празниците кои се прославуваат. Оној кој може и сака и во овие денови нека пости, но не осудувајќи ги оние кои вака облажено постат. Тоа што го одредила црквата е царски и духовен пат кој води во вечен живот. Оние кои сакаат да постат нека внимаваат да не се натоварат со поголемо бреме од она што црквата го наредила. Оти ако паднат, нема кој да ги подкрене. Оние кои никако не постат, нека почнат да постат, ако мислат да се спасат и душата да им влезе во Царството Небесно. Но тие не можат веднаш да го земат целото правило, туку најнапред нека постат во среда и петок, во првата и последната недела од постот, а потоа со текот на времето ќе се трудат, а Господ ќе им помогне да го примат целосното правило, па така по некој време и тие ќе постат уредно. Во тој духовен напор лошите духови ќе станат силни
и ќе те советуваат во разумот или преку ближните, сакајќи да ти наштетат, велејќи ти: сакаш да ослабиш, не можеш да издржиш, болен ти е стомакот, лекарот ти препорача добра храна, а се со цел да ти ја убијат желбата. Но ти малку по малку со молитва ќе го отстраниш лошиот дух и постот ќе ти стане лесен. Освен тоа, почетникот најнапред може да остави во постните дни да не јаде месо и маст, а да јаде сирење и јајца, па со текот на времето ќе мине на целосен пост. Дел 4. Светите оци за постот. Свети Јован Златоуст. Кога ќе слушнете за постот, не плашете се како од страшен војвода. Тој не е страшен за нас, туку за лошите духови. Ако те врзал лошиот дух, тогаш покажи му го лицето на постот, а тој, окован со страв и врзан како со железни синџири, ќе стане понеподвижен и од каменот, особено кога ќе ја види со него и другарката, молитвата. Затоа и Христос рече: овој пак род се истерува само со молитва и пост. Евангелие по Матеј, 17 глава, 21 стих. Па што ме така страшен за нашите непријатели и ги прогонува нив? Тогаш е потребно да го сакаме и радосно да го примаме, а не да се плашиме. Ако е потребно од нешто да се плашиме, тогаш да се плашиме од прејадување и од опивање. Тие слабости, врзувајќи ни ги рацете одзади, не предаваат на робство на страстите, а постот, кога ќе не види такви, не ослободува и не враќа во претходната слобода. Па зарем ни се потребни повеќе докази за неговото пријателство кон нас? Вистински пријател е оној кого сака и го мрази она што и ние самите го мразиме или сакаме. Сакаш ли да знаеш каква заштита и украс е постот за луѓето? Помисли на блажениот монашки род, повлечени од светскиот метеж на планините, во пештерите или во келиите на тивката пустина, како во мирно пристаниште, го зеле постот во друштво за сопатник низ земниот живот. Затоа тие луѓе постот ги направи ангели. Но и оние кои живеат по градовите, постот ги изведува на врвот на чистотата. И Мојсей и Илија, столбовите на старозаветните пророци, иако познати и големи во останатите добрини, кога сакале да пристапат кон Бога, биле носени на рацете на постот. Затоа и Бог, уште со создавањето на човекот, го предаде него во рацете на постот и како нежна мајка му ја повери грижата за спасението на луѓето, зборувајќи: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и на злото, од него не јади. Како што се вели во првата книга Мојсеева, 2 глава, стих 16 до 17. Ете, тоа е еден вид пост. Па кога постот бил неопходен во рајот, дотолку повеќе е понеопходен надвор од рајот. Кога лекот е корисен пред употребувањето на раната, дотолку е покорисен по употребувањето на раната. Кога оружјето на постот било потребно пред почетокот на борбата со страстите, дотолку е попотребен откако лошите духови преку страстите објавија борба на луѓето. Ако Адам го послушаше горниот глас, не би го слушнал оној другиот, зашто си земја и во земја ќе се вратиш. Прва книга Мојсеева, 3 глава, 19 стих. Но, затоа што не го послушал тој глас, го стигнала смртта, грижите и неволите, тагата и живот потежок од секоја смрт. Затоа трњето и коровот се напори и болести, и животот на земјата е полн со тага. Гледаш ли како Бог се гневи кога некој ќе го презира и мрази постот? Еве, гледај како он се радува кога ќе види дека некој го почитува и го држи постот. За занемарувањето престапниците ги казнил со смрт, а за почитувањето на постот напротив избавувал. На постот Бог му дал власт, откако ги одредил престапниците за смрт, со цел да ги врати во живот. Тоа постот не го направи само со 2, 3 или 20 луѓе, туку со сиот народ.
тогаш кога големиот и убав град Ниневија беше паднал во пропаст, подготвен да го прими ударот од озгора, како некоја сила која слетала од небото, постот го избави градот од челустите на смртта и го поврати во живот. Еве ја неговата историја. И би словото Господово до Јона, синот Аматиев. Стани и оди во Ниневија, град голем, и проповедај во него зашто неговите лоши дела стигнаа до мене. Прва книга Јона, стих 1-2. По залудното бегање од Господа, по втор пат му дојде истата заповед. Стана Јона и отиде во Ниневија, по заповед на Господа. А Ниневија беше голем град, 3 дена одење. Јона почна да оди по градот, колку што може да се изоди за еден ден, и проповедаше, велејки: Уште 40 дена и Ниневија ќе биде разорната. И поверуваа ниневијците во Бога, прогласија пост и се облекоја во мбреќи мало и големо. Таа проповед дојде до царот на Ниневија и тој стана од престолот свој, ја соблече царската облека, се облече во врекиште и седна во пепел, па заповеда да се прогласи да се каже во Ниневија од името на царот и од неговите големци: ни луѓето, ни добитокот, ни воловите, ниту овците да не јадат ништо и да не одат на пасење и да не пијат, и луѓето и добитокот да бидат покриени со врекишта и силно да извикуваат кон Бога. Секој да се откаже од својот лош пат и од насилството на рацете своји. Кој знае, може би Бог ќе се смилостиви и ќе го отфрли од нас својот разгорен гнев и така да не загинеме. И ги виде Бог нивните дела, оти тие се одвратија од својот лош пат, па се сожали на злото за кое беше рекол дека ќе го нафрли врз нив, и не го нафрли. Јона, 3 глава, стих 1-10. Гледаш ли? Слушнаа ниневијците и не покажа неверство, туку веднаш побрза кон пост сите луѓе, жените, слугите, господата, старешините и кнезовите, децата и старците. Дури и неразумните животни не беа исклучени од тоа општо покаяние. Насекаде врејки, насекаде пепел, насекаде се разнесе плач и лелекање. И самиот цар, облечен во злато и скапоцени камења, слезе од престолот и рашири вреќа под себе, се посипа со пепел и го избави градот од Божјиот гнев. Се покажа прекрасна појава. Свилата и порфирата отстапија место на вреките. Она што не можеше да го стори круната, тоа го стори пепелта. Не реков залудно дека треба да се плашиме од опивањето и преедувањето, а не од постот. Да видиме сега ниневијците, како постели и како се избавиле од гневот Божи. Пророкот вика: луѓето и стоката, воловите и овците да не јадат. Што ми зборуваш? Зар и животните да постат? Зар и коњите и мазгите и магарињата да се облекуваат во вреки? Да, оти како што по смртта на господарите, нивните роднини се облекуваат во црнина, не само нивните слуги, туку и коњите, и им наредуваат на конјушарите да ги водат по одарот, на тој начин да ја изразат тежината на загубата и да покажат општо сожалување. Така и тогаш, кога на Ниневија и се заканувала целосна пропаст, низините жители ги облекоа во вреки и на неразумните животни им го наметнаа бремето на постот. Животните не може да го разберат Божиот гнев со зборови, затоа нека се вразумат со глад, зашто Бог ја пратил оваа казна, зашто кога ќе се затре целиот град, тој ќе стане општ гроб не само за нас, туку и за нив. Па кога со нас ќе ја поднесуваат казната, нека го поднесат и постот со нас. Освен тоа, бидејќи сите одраснати со својот живот, го прогневија Бога, сега сите нека го молат, па и оние кои не знаат за грев. Дали само постот и вреките го избавија градот Ниневија? Не, туку промената на целиот живот што се гледа од зборовите на пророкот. И ги виде Бог нивните дела, оти тие се одвратија од својот лош пат, па се сожали на злото, за кое беше рекол дека ги го нафрли врз нив, и не го нафрли. Јона, 3 глава, 10 стих. Гледаш ли?
Само постот не ги избави од пропаста, туку и промената на целиот живот го умилостиви човеколюбивиот Господ. Тоа не го реков за да ја намалам важноста на постот, туку уште повеќе да го почитуваме. Честа на постот не е само воздржување од храна и пиење, туку воздржување и од грев. Инаку, оној кој мисли така повеќе го омаловажува постот. Постиш ли? Покажи ми го тоа со дела. Ки ме прашаш, со какви дела? Еве какви. Ако видиш сиромав, додели му милостиња. Ако имаш непријател, смири се со него. На пријателот во среќа не му завидувај. Ако видиш убава жена, не ја посакувај, туку помини и чувај го своето срце. Постат не само твојата уста, туку и очите и ушите, нозете и рацете, сите делови на твоето тело. Рацете, чувајки се од несправедливо богатство и сребролюбие. Нозете, престанувајки да одат на беззаконни места. Очите, да не гледаат по убави лица и никаква убавина. Гледањето е храна на очите, му пречи на постот и го руши спасението на душата. Ништо не е полошо од воздржување од јадењата што се дозволени, а со очи да се проголтува забранетото. Нека постои твојот слух, да не примаме и да не слушаме озборувања, клевети, лоши зборови. Нека пости и твојот јазик од лоши зборови и исмејувања. Каква полза добиваме ако се воздржуваме од нејадење на птици, риби и животни, а со јазик ги јадеме браќата, оти оној кој зборува лошо го јаде братот свој. Затоа и светиот апостол Павле рекол: а ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. Галатјани 5 глава 15 стих. Во телото на ближниот ти не зариваш заби, туку во неговата душа си запретал лош збор, си ја ранил со лош глас, си направил 1000 лошоти врз себе и врз него, но и на мнозина други, зашто осудувајќи го ближниот, најнапред си сторил зло на оној кој те слуша. Ако тој е грешник, тогаш ќе стане незаинтересиран за своето спасение од и нашол соработник во гревот. Ако е праведник, ќе падне во гордост, ќе се погордеа над туѓиот грев и ќе добие потик да мисли високо за себе. Со пост, Даниил излезе од лавовската пештера во која што беше фрлен. Излезе како да беше фрлен меѓу мирни овци. Иако се пенеле од бес и го гледале со поглед кој усмртува, сепак не го допреле телото на пророкот, дури и тогаш кога ги потикнувала и самата природа. Не го допреле телото ни поради гладот кој ги гонел, оти 7 дена ништо не јаделе. И 3 момчиња влегувајќи во вавилонската печка и останувајќи во неа долго време излегле од неа со пост и посветли од самиот огин. Како не можеше огнот да го стори она што му е природа? Ако тоа навистина биле тела, како да не претрпат во огнот она што морале да го претрпат? Прашај го постот и тој ќе ја реши загадката. Затоа прими го постот со раширени раце. Зар не е безумство да бегаш и да се плашиш од постот кога тој помага и во огнената печка, штити во пештерата на лавовите, ги прогонува демоните, ја менува Божјата волја, ја скротува страста и предизвикува голема тишина во нашите помисли. Слабите велат, постот го изнемоштува, го ослабнува телото и предизвикува болест. Доколку надворешниот човек се распаѓа, до толку внатрешниот се обновува секој ден. Второ послание до Коринтјаните, 4 глава, 16 стих. Ако сакаш да го испиташ тоа дека постот е мајка на телесното здравје, прашај ги лекарите. Тие велат дека воздржувањето е мајка на здравјето, а болестите во нозете, повраќањето, водената болест, запаленијата и многуте други болести произлегуваат токму од лакомството и од прејадувањата и кои како нечист извор им штетат на здравјето на телото и чистотата на душата. Затоа да не се плашиме од постот кој избавува од толку зла. Тоа го кажувам од причина што гледам многу луѓе кои бегаат од пост, како постот да ги предава на некој мачител,
па се упропастуваат со прејадување и пијанство. Луѓето со слаб стомак, откако ќе го наполнат стомакот со повеќе храна, потоа земаат лекарство од кој што немаат корист, од и силата на лекарството се губи. Па лекарите советуваат навечер да не се јаде, за лекот да има својство. Така и со постот. Ако денес се предадеш на пијанство, а следниот ден го земеш лекот на постот, тогаш тој не ти користи ништо и остануваш без плод, и покрај тоа што го поднесуваш трудот на постот, од и сета сила си ја употребил против штетата што ти ја предизвикало пијанството. Ако го спремиш телото и го земеш постот со здраво и јасно сваќање, преку него ќе се очистиш од многу гревови. Значи, да не се опиваме ни пред, ни по постот. Да не ни се случи како на луѓето со штотуку залечената рана, што ја повредуваат со удар, да чувствуваат поголема болка од поранешната. Така станува и со нашата душа, кога во почетокот или на крајот од постот ја помрачуваме со пијанство и прејадување. Има многу луѓе кои се подготвуваат да се борат со постот како со некој лош звер, како оние што вистински се подготвуваат да се борат со дивите зверови, па се заштитуваат со штитови и разно оружје, така тие се оградуваат со пијанство и прејадување и претоварајќи се неразумно го среќаваат кроткото лице на постот. Свети Василий Велики. Постот е древен дар кој не старее, но постојано се возобновува и цвета во целосна убавина. Мислиш ли дека на неговата старост му пречи времето на произлегувањето на законот? Постот е постар од законот. Не мисли дека денот на очистувањето востановен во Израелот во 7-миот месец на 10-тиот ден од месецот е почеток на постот. Трета книга Мојсеева, 16 глава, 29 стих. Задлабочи се во историјата и бараја древноста на неговото произлегување. Постот не е ново откритие, туку скапоценост од отците. Се што се одликува со древност е достојно за почит. Почитуваја древноста на постот. Тој му е совреме на човештвото. Постот е озаконет во рајот. Првата заповед што ја добил Адам била: од дрвото за познавање на доброто и на злото, од него не јади. Прва книга Мојсеева, 2 глава, 17 стих. Тоа, под наводници, од него не јади, е востановување на постот и воздржувањето. Ако Ева беше постела и не беше вкусила од дрвото, ние немаше да имаме потреба од пост, зашто здравите немаат нужда од лекар, а болните. Евангелие по Матеј, 9 глава, 12 стих. Ние сме повредени од грев. Треба да се излечеме со покаяние, а покаянието е непотполно без пост. Заповедано е да бидеме понизни по дух, а не да се надеваме на суета. Низ постот ќе се оправдаш пред Бога. Бидејќи не постевме, затоа сме изврлени од рајот. Затоа треба да постиме, за да се вратиме во рајот. Не го поддржувај престапувањето на Ева, не го примај повторно советот на змијата, кој ти го предложува лукавиот, за да му угодиш на телото. Не се оправдувај со тешкоти и истоштеност на телото, не ми ги давај мене тие оправдувања, туку на Бога. Одговори ми, да постиш не можеш, а да се преситуваш и да го оптоваруваш телото со бремето на најразлични храни можеш. Во рајот немало ниту вино, ниту колење на животни, ниту јадење на месо. Виното го откриле по потопот. По потопот е речено: се што се движи и живее ќе ви биде храна. Прва книга Мојсеева, 9 глава, 3 стих. Кога не останала надеж за совршенство, тогаш било дозволено насладувањето. Впрочем, ползата од постот не треба да те ограничува само во едно воздржување од јадење мрсна храна, зашто вистинскиот пост е оддалечување од зли работи. Избегнуваја неправдата. Прости му ги навредите на ближниот, прости му ги делата на должникот, немој да постиш во кавги и осудување. Воздржувајќи се од виното, не се воздржуваш од навреди. Не јадеш месо, а го јадеш брата си. Постиш цел ден,
а си заседнал во осудување. Постот ја испраќа молитвата кон небото, видоизменувајќи се во крилја при искачувањето нагоре. Постот е духовно растење за семејството, мајка на здравието, воспитувач на младоста, украсувач на старите, добар сопатник за оние кои патуваат, надежен сожител на општеството. Постот ги раѓа пророците, дава крепост на силните, ги мудрее законодавателите. Постот е добра стража за душата, надежен сопатник на телото, оружје за доблесните луѓе, училиште за подвижниците. Тој ги отстранува искушенијата, ги закрепнува подвижниците во благочестието, станува сожител на трезвеноста, раѓа целомудрие во душите, во војната извршува подвизи, во време на мир учи на безмолвие, го осветува монахот, го усовршува свештеникот. Преситувањето е почеток на секакви пороци и гревови, затоа постот е оружје за борба против пристапите на лукавиот. Тој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Евангелие по Марко, 9 глава, 29 стих. Колку се многобројни благите дарови на постот. Свети Ефрем Сирин. Возлюби ја Христовата скромност за духовно да се обогатиш. Возлюби го прекрасниот пост, зашто е дело достојно и богоугодно. Постот, тоа е кочија која води кон небото. Постот ги раѓа пророците. Тие што постат имаат честно тело и скапоцена душа. Постот го успокои Лазара во прегратката на Авраама. Затоа и ние да го возлюбиме, за да не приме Авраамовото крило. Да го избегнуваме раскошот и да не бидеме робови на пијанството, тие извори на блудството. Пијанството не го прима Господа, туку напротив, пијанството го отстранува од нас Светиот Дух. Постот е пат кон покајанието и виновникот за солзите. Постот не го сака светот, туку пак тоа што е во него. Нека не паѓаме во униние кога постиме, зашто во секоја црква ангелите ги запишуваат имињата на тие кои постат. Постот е туѓ на злопамтењето, оние кои во умот ги чуваат огорчувањата и направеното им зло, макар и навидум да постат и да се молат, прилегаат на луѓе кои црпат вода и ја налеваат во продупчена бочва. Бог не ги прима молитвите на човек кој го помни злото на брата си. Нека биде слава и сила на Господа сега секогаш и во сите векови. Амин. Појаснување на зборот униние. Униние е духовна состојба на границата меѓу отчајание и смирение, депримираност, малодушност. Свети Григори Ниски. Представникот на црквата и наставниците на благочестието и добродетелен живот имаат голема сличност со учителите по пишување и наставниците по основно читање. Кога тие последните ќе ги земат децата кои се мали и слаби во зборови, не ги воведуваат веднаш во крајни познанија, туку во почетокот на восочна плочка ја испишуваат буквата А потоа ги испишуваат останатите букви, ги учат да ги запаметат имињата, им ги вежбаат рацете за да ги испишуваат, преминуваат понатаму кон осознавање на слоговите и на крајот ги учат да искажуваат зборови. Така и учителите на вера и благочестие. Во почетокот ги наведуваат слушателите во основите на знаењето, а потоа им го предаваат совршеното знаење. Доколку во изминатите 2 дена ние ја зауздаме приврзаноста на јазикот кон насладувањето и кон стомакот, немојте да мислите дека и сега ќе зборувам за истото, дури и да е неспорна користа од воздржувањето да јадеме месо, да пиеме пенливо вино, да се гордееме во готвење и да се изморуваме во честење и гоштевки. За тоа кажано е доволно, па и делата ја докажаа силата на убедувањето. Вие, кои го изучивте основното учење, ред е да се запознаете и со останатото повисокото поучување.
Има пост нетелесен, има нематеријално воздржување кое се однесува на душата. Тоа е воздржување од зло, заради кое е востановено воздржувањето од јадење и пиење. Воздржувајте се од завист и од злоба. Воздржувајте се од посакување на туѓото. Избегнувајте ја нечесната печалба. Умртвувајте ја страста на сребролюбието. Не ги украсувајте куќите со килими и мебели, придобиени со насилство и грабеж. Зашто каква полза има да не јадеш месо, а да го јадеш брата си со злоба? Каква придобивка има од тоа да не го јадеш своето, а да брзаш кон туѓото? Какво е тоа благочестие? Да пиеш вода, а да копнеш за крв. И Јуда постел со 11, но кога не го скротил сребролюбието, не постигнал никаква полза од воздржувањето. И ѓаволот не јаде зашто е безтелесен дух, но поради злобата се струполил од височините. Ѓаволите никој не може да ги обвини за прејадување или пијанство, зашто природата им е туѓа кон секое јадење и пиење, но тоа не им пречи ден и ноќ да го крстосуваат воздухот и земјата како слуги на злобата и војници на злото против нас. Љубомудрието нека биде раководство за животот на христијанинот и душата нека ги избегнува пристапите на злото, зашто ако се воздржуваме од месо и вино, а грешиме со срце и волја, однапред сведочам и предскажувам, никаква полза нема да ни причинуваат водата, овошјето и постната храна, штом немаме внатрешно расположение кое ќе одговара на надворешната устроеност. Постот е поставен за чистота на душата, но ако тој се осквернува од спротивен род, од разгневеност и дела, напразно ја испиваме водата што ја пиеме. Каква полза од телесниот пост, ако умот е нечист? Каква полза ако кочијата е здрава и устроена, а кочијашот е болен? Каква полза ако коработ е солиден и устроен, но кормиларот е пијан? Постот е основа на добродетели кои тежнеат кон спасение. Пети дел. Свети Јован Лествичник вели: постот е отфрлување на се она кое го засладува и го полни стомакот. Тој го гаси телесниот пламен, ги треби лукавите помисли, ослободува од нечисти сонови, ја чисти молитвата, го храни умот, го чисти нечувствителното срце. Тој е врата на душевната сладост, радосно смирение, кочница на многозборувањето, стражар на непослушноста, здравје на телото, разрешување на гревот, врата на рајот, небесна наслада. Свети Јован Лествичник го прашал прејадувањето: кажи ми, мачителу на сите луѓе, како влезе во нас? Што предизвикуваш во нас? Тоа одговорило: како се обидуваш да се ослободиш од мене кога телесно сум врзан за тебе? Влегувам преку желбата за потреба од храна, а причина е навиката. Основа на мојата страст е долговремената навика, душевното невнимание, заборавот за смртта. Зошто сакаш да ги знаеш имињата на моите деца? Нивниот број е поголем од морскиот песок. Мои првенци кои најмногу ги сакам се првородениот мој син, блудот, вториот е гневот на срцето, а третиот сонливоста, коренот од лоши помисли, бранови и нечистотија, длабината од неискажливи гревови кои произлегуваат од мене. Мои керки се мрзливоста, многозборувањето, дрското постојано смеење, озборувањето, наглоста, осудувањето на ближните, горделивоста, непослушноста, нечувствителноста, самофалењето, љубовта за светски живот од која што се раѓаат нечисти мисли, нечисти молитви, ненадејни, брзи и лоши заклучоци и на крај очајанието како најстрашно од сите страсти. Против мене војува чувството на грешност, но не ме победува. Мислата за смртта страшно ме гони, но кај луѓето не постои нешто со што потполно би ме убиле. Отпорен е само тој кој го добил утешителот на духот и нему му се моли, а бидејќи умолен,
не ми допушта страсно да делувам врз него. Оние кои не го вкусили утешителот на духот, секогаш сакаат да се насладат од мојата сласт. Преподобниот Мојсей Мурин еднаш се жалел на Свети Исидор дека го мами блудна страст. Овој му одговорил: лошите духови поогорчено напаѓаат на новите борци за да ги наведат на поранешните гревови. Затоа те советувам, пости секој ден. Како што кучето се научило да глоде коски и не си оди додека не го наполни стомакот до грло, така и сатаната стои до човекот кога ќе почне да јаде и постојано му шепоти: јади уште малку, ова парче е поубаво, пробај го уште ова и слично. Ако човекот, иако сит, сатанската страст на лакомост го тера уште да јаде, му се чини дека малку јал, па продолжува додека не се наполни до грло. Ако сакаш да останеш во пост и воздржување, ќе ја затвориш вратата на ненаситноста и ќе ја разбиеш со воздржување и умереност, зашто ненаситноста раѓа телесни желби, а кога ѓаволот ќе го види тоа, ќе си замине од тебе како гладно куче. Кога повторно му се пожели за истото искушение, тогаш Свети Исидор го качил преподобниот Мојсей на покривот од келијата и му покажал кон запад. Мојсей видел мноштво демони кои се подготвувале за војна, но на исток видел безброј светли ангели кои исто така се подготвувале за војна. Свети Исидор му рекол: оние од запад се креваат против Божите угодници да им наштетат, а оние од исток ги испраќа Господ да им помагаат на добрите трудбеници. Погледни, оние кои им помагаат се многу повеќе од оние кои стануваат против нас. Свети Василий Велики вели: телото и духот се борат еден против друг. Од тешката и јака храна како црн облак излегува испарување и како чад го спречува патот на Светиот Дух кој го осветлува разумот. Ако сакаш да имаш чист разум, заузне го телото со пост, зашто испарувањето од силна храна како црн облак го помрачува разумот на човекот. Но постот направи го спрема телесната моќ. Секој да го ограничи воздржувањето со неговата телесна моќ, да не прави ни помалку ни повеќе од она што може да поднесе. Свети Серафим Испосник советува: ако си во можност, храни се со добро сварена храна и која заситува, бидејќи поради брзото варење ќе те ослободи од пламенот на страстите, а поради ситоста ќе се спасиш од прејадувањето. Ако обрнеме внимание, ќе забележиме дека обилното јадење го дуе стомакот и предизвикува силни движења. На ручек јади колку што ти е потребно, но за вечера остани малку гладен. Новите и неискусни борци сатаната ги тера на прекумерен пост, ветувајќи им дека ќе добијат нешто поголемо, од две причини. Прво, да го погордеа неискусниот борец и да го турне во пропаст. И второ, од прекумерен пост да го ослабне неговото тело за да падне во болест, па да му наметне тага и очај, да му ја мачи душата, па да почне да губи вера во Бога, да ослабне во молитвата и пак да оди во пропаст. Ја гледаш ли стапицата и лукавството? Ѓаволот се добро пресметал. Од прекумерен пост да се погордеш и да почнеш да ги сметаш другите за полоши од себе и да ги осудуваш, а тогаш веќе си во мрежата на ѓаволот, или пак во вториот случај телесно да ослабнеш, па да те уништат духот на тагата и очајанието. Затоа држи ја средината и правилата на светите оци кои велат: ако телото ти ослабне од пост и напор или некаква болест, употреби малку вино поради стомакот. Прво послание до Тимотеј, 6 глава, 23 стих. За да не дадеш повод да велат за тебе, таа болест му дојде од постот. Пред да го рече тоа некој за тебе, мисли како побрзо да станеш и пак да го држиш правилото, инаку би одвратил мнозина од пост и нема да го држат ни најлесниот, а камоли построгиот пост. Преподобниот Ефрем Сирин советува: кога ќе те нападне страста, потруди се да ја победиш со пост. Но постот направи го според твојата сила, зашто блудната страст се исцелува само со продолжен пост.
Избегни го големото слабење на телото со пост, дури и во времето на борбата со ѓаволот на блудот. Големото воздржување од храна е исто толку штетно колку и лакомоста. Затоа треба да се држиш во границите на умереноста, да не ти се разниша ревноста. Движењето на телесните желби не доаѓа секогаш од лукавството на демонот. Тоа понекогаш се случува и од премногу воздржување од и сувата и топла храна ја буди природата. Тоа не го покажале најискусните истражувачи на природата на телото. Затоа е потребно умерено јадење, за да не трпи напади богомолецот од телесни побуди. Кога ќе ослабне телото поради постот или поради болеста, тогаш не треба да се пости. Таквото тело треба да се подкрепи со умерен сон, храна и пијалок независно од времето. Господ Исус Христос, кога ја воскресна Јаировата ќерка од сон, заповеда: дајте и да јаде. Свети Јован Лествичник поучува: седејќи на трпеза полна со јадења, стави уште едно јадење пред себе, стравот Божи, и сети се на судот и смртта, па ќе се запазиш од прејадување и ќе го победиш лошиот дух. Јадејќи, сети се на жолчката и оцето што го испи Господ Исус Христос, па без сомневање во духот, или ќе се смириш, или ќе се воздржиш, или ќе се стресеш. Свети Јован Видовит советува: мерата на воздржувањето не се однесува само на храната, туку и на говорењето, сонот, облеката и сите чувства. Ако се храниш добро, телото нема да те служи во трудовите и побожноста, а ако не се храниш добро, не ќе можеш да ги извршуваш обичните должности. Затоа држи ја средината што ја пропишала Светата Црква. Не оди ни многу високо, ни многу ниско, па ќе го исполниш писмото кое вели: не оди ни десно, ни лево. Изреки, 4 глава, 27 стих. Свети Варсануфи вели: што е постот ако не е казна за телото? Кога е здраво, да се ослободиш од страстите, по зборовите на апостолот: кога сум немоќен со тело, тогаш сум здрав со духот. Второ послание до Коринтјаните, 12 глава, 10 стих. Болеста е поголема казна од постот. Кој е стрпли во болеста, го добива плодот на спасението. Оти наместо со пост да го ослабне телото, тоа е слабо и болно без пост. Затоа благодаримо на Бога што со болест те ослободил од пост. Кога си болен, јади и по 10 пати, нема да бидеш осудуван. Оти тоа не го правиш по совет на ѓаволот и немоќта на верата, туку по потреба на телото. А кога ќе оздравиш, внимавај да не те прелаже лошиот дух, дека уште повеќе ти треба храна, спиење и одмор, зашто ќе има намера да вкорени во тебе ненаситност, мрзливост, сонливост и на тој начин да ти ја вовлекува душата во пропаст. Затоа, кога ќе се почувствуваш поздрав и во колкава мера ќе ја почувствуваш својата сила, во толкава мера преземај и духовен труд за спасение на твојата душа. Свети Јован Златоуст: како да ја примиме светата причест? Знам дека многумина од вас наскоро ќе дојдат и ќе пристапат кон таа духовна трпеза. За да не биде на наша штета и осуда, а да добиеме спасение на душите. Јас, уште од сега ве предупредувам и искрено ве молам да се очистиме самите себе од секакво зло и тогаш да пристапиме кон светите тајни. Никој да не вели: јас сум покриен со чад, совеста ми е полна со гревови, носам тешко бреме од пороци, не сум достоен за таа трпеза. 5 дена се доволни за да се очистиш од множеството гревови. Ако духовно се отрезниш, ако покајно се молиш, ако си бодар од се срце, ти не гледај на тоа што времето е кратко, туку насочи се во друго, дека Господ е милостив и човеколюбив. Ниневитјаните и за 3 дена успеале да се ослободат од Божиот гнев и ни најмалку не им попречила краткотрајноста на времето да пројават усрдност, да покажат покаяние, да постигнат се со помош на човеколюбивиот Господ. И блудницата кога пристапи кон Христа за еден миг, ја исчистила од себе сета нечистотија,
А кога јудејците негодувале против Христа, бидејќи и дозволил да дојде при него и дозволил толкава храброст, он им ја затворил устата, а нејзе и простил и ја отпуштил. Зошто така? Затоа што блудницата пристапила кон Христа со срдечно расположение, со огнена душа, со вера и се дофатила до светите нозе на Господа, расплела коси, пролеала солзи и разлеала миро. Со она што ги соблазнила јудејците, со тоа и постигнала покаяние. Со она што ги возбудила погледите на страстливите, со истото пролеала обилни солзи. Со тие коси, со кои што вовлекла многумина во грев, со истите таа ги истрила нозете на Господа. Со она миро, со кое што ги примамувала душите, со него таа обилно го помажала Господа Исуса Христа. Така и ти, човеку, со она со кое што си го прогневил Бога, со истото можеш и да го умилостивиш. Ти си го прогневил со кражба на пари, умилостиви го со враќање на украденото и со благотворение од тебе, како што сторил Закеј. Ти си го прогневил Бога тогаш кога си се обидел многумина да злословиш. Ти пак умилостиви го со чисти молитви, со благословување на оние кои си ги злословил, и ке им простиш на злоречивите и ке им благодариш на тие што те сакаат. За сето тоа не е потребно многу време. Спасението не се раѓа од големината на деновите, туку од квалитетот на покаянието. Соединувањето со светите тајни всушност е примање на царот на царевите во својата душа, а кај што пристапува и влегува царот, таму треба да има чистота, срдечна љубов, длабок мир, искрена вера и преданост како од син. Тогаш и царот е задоволен и слугата е радосен. Преподобен Гаврил Светогорец, епископ Велички.